Makedonska, štipska, veleška ili kratovska. To je jedno večno prašanje koje često pati iz najedak iz kara, osobeno štipjani i velešani, od kade poteknuva pastrmailijata i kad je podgotvuvat najubavo. Pastrmailijata je jedno od najobožavanite jadenja vo Makedonija, nadaleku poznata, mnogumine je probale i raskažale deka je prevkusna. Vo Belgradi Srbije ne postoji mesto kada što može da se kupi, no eve kako se podgotvuva ovčepolskata pastrmajlija. Deneska podgotуваме пастрмајлија. Кои се пастрмајлии постојат во Македонија? Pa postoje ovčepolska, štipska, veleška, kumanovska, ohridska, a među njih je najpravilna ovčepolskата. Ta se pravi so svinsko meso, sirenje i jajca. Сега ќе правиме овчеполската пастрмајлија. Ставljаме брашно, сол, квасац и го месиме. Тоа е специјалитет кај нас во Свети Николе. Во почеток сме нарачували во државне, имаше фурни тамо, али пошто сите граѓани наручуваат тамо и ту се створи голема гужва. Место за доручак стигне за ручак. Така да после некое време ние дома припремавме. Мајка ми месеше тесто, а татко ми почна да их прави. Формата и така. И вие тако научите да ги Да, јас научив од татко. Кога бевте мали или кога? Па, као девојче мала, 15-10 година, од него научив. И како се вашите сеќавања на тој период? Па многу убави. И дури и сега се сеќавам. Кога се каже пастрмајлија, мене е срце полно. Однам се сеќавам на тие денови кога сме јаделе, кога сме правеле дома. Па на тесто и на мојот роден крај. Што сега правите? Па ево сега го припремаме тестото. Има ли некоја мерка колку треба да биде однос брашно, вода, квас? Не, тоа све од прилике ставам. А како тестото треба да биде? Меко, помеко. Кога вие дојдовте во Катар? Па јас сум дојдена тука 90. Тука сум мажен во март 90 година дојдов. А како се запознавте? Дали сте доаѓале претходно овде? Па тука дојдов на гости со мојата другарка кај нејната сестра. И така се запозна со моето момче и ето така. Од 90-та наваму сам тука. Одите ли сега во Свети Николе? Секоја година. Секоја година кога сум на одмор, јас сум во мојот крај. Вие овде и продолжите да ги подготвувате македонските јадења? Па да. Ориз, сарма, сарма од винова лоза, исто е тоа. Таму се подготува. А пастрмајлија, пошто нема каде да се јаде, освен од жените кои знаат да ги подготвуваат, какви се впечатоците на тие што ќе ги пробат прв пат?
во удушевини. Zato što тука не се пробани, каже тоа е пица, не е пица. Ова е многу поубаво од пица. Дали вашите керки ги научите да подготвуват македонски јадења? Па дали, ово не. Ово ме тераат само јас да правам. Се уште им е комплицирано. Па веројатно. Вие сте исто тако и членка на Сдруженијето Вардар. Да. Колку долго сте тука и што правите во Сдруженијето? Па, бога ми, 15 години сигурно. Па тука се дружиме, правиме тако јадења, играме, пееме. Се сеќаваме на нашите од минатото што правеле, како правеле. И да не заборавиме и нашиот јазик, зборуваме на македонски. И така. Колку долго се меси тестото и како ќе знаеме дека е спремно? Па кога е готово, не лепи се за масата. Сега мора малку да отстои тестото. Колку долго? Па, зависи од квасецот. По пола сат. Од 1 кило брашно колку пастрмаји може да се направи? Па 4. Од прилike така. Сега го делам на 3, пошто не сум ставила цело кило брашно. Опет ги правиме топчиња. Што ме највеќе сеќава на Македонија? Па, друштво. Као деца сме имали игри кои сме играли, сега децата не знаат. Тоа да си играат, сега се само телефоните. А ние сме супер имали игри. Сега почнуваме. Постојат повеќе форми на пастърмајле. Каква е овчеполската? Па јајаста е. Направиме за да има около та кора. Али се работи со прстите и со корено тука од раката. Пошто е уште специфична овчеполската пастърмајле? За разлика од другите. Па затоа што се прави со свинско месо, значи не става се никаков додаток, нити зачини, ништо, само се стави сол во месото и тоа е и иде сирење, веројатно и тоа му дава некој шмек. Дали месото треба претходно да отстои? Да, тоа е. Претходно, пред да се почне да се меси тестото, се припрема прво месото. Се исече на коскички, се посоли и се стави во фриждер. Колку
dolgo treba da stoji ozirika? Pa dovoljno je sad vremena pre da se počne ovo da bude u frižderi, dovoljno je. A zašto se stava u frižider? Pa se stava zato što se oladi meso u frižider, a ovaka sveže ko se stava se lepi za prstite. I onda je polesno koga je ladno da se stava na pastrmalije. Koje sirenje se stavlja? Pa kaj nas vo Sveti Nikole obično se stava ovčo sirenje. Staro sirenje. Tamo je poznat kraj po ovcite, tako da poviše popularno ovčeto sirenje. A meso to samo svinjsko treba da bude ili može su drugi? Ovče polskata je samo so svinjsko. Го направихме в средината е тенка. Mora kraj štата така uvek da se prava da može внатре да се стави месото и сирењето. Сега се припрема прво се овие јувки кои се направени за нив, па тек онда иде да се реди месото и сирењето. Во кој дел на година се јаде пастамајлија? Зимно време. Затоа што ово кога се прави иде со вино. Затоа е А со кое вино се јаде пастамајлија? па црвено домашно вино. Барат ли домакинки овде рецепт за пастамајлија? Па ретко, ретко. Каже тоа дека им е многу сложено. Никој не е прашал како се прави Ама на сите им се допаѓа. на сите. Дури дека работам и тамо сум правела и многу им се допа. Како го правиш па? И ниједна не сака да земе рецепт. Научили на пици и на тоа, така да и кажува тоа е исто како пица, али е многу поубаво ова. Тука повише време околу правењето, обликот и тоа. Колку треба време да се направат пастамајлии за еден ручок? Па зависи колку правиме. Ако правиме, рецимо, 5-6 за целата фамилија, треба ти 4-5 сата. Затоа што печење после. Печењето, док се испече една, друга, трета. Ајде ова, док го замесиш, док стаса и тоа, али 4-5 сата треба. Во Здруженијето Вардар, освен тоа што правите традиционални македонски јадења, исто така има програма и за младите, за детињата. Овдека има дамска дружина. Колку ви е мило кога ќе ги видите децата да зборуваат македонски, да рецитираат, да играат македонски ор?
Pa evo, jaz imam kjerka koja je 15 godina, ali kao mala ideš во драмската секција, настапуваше и кога слушнеш свој мајчин јазик, онда ти е многу драго. И онда ти и очи полни солзи, кога слушнеш дека и децата прифаќаат тај јазик кој ни е наш мајчин. Така да, и она е била и во драмска секција, пеење. Али сега ето порасна и почна во средно училиште и така. Успевате ли кај вашите деца да пробудите љубов кон македонската традиција, култура, да им зборувате за тоа како сте вие порано живеели? Па, интересираат се како, дека кога идеме во Македонија, идеме и во селата, од каде е мајка ми, татко ми. И на нив е многу убаво таму. И сакаат деца да идат. Ево и сега најстарата ќерка ми е во Македонија. Сакаат. Сега мораме удро. Сега идеме ставаме внатре, дека е остана тестото тенко, тука во внатрешниот дел ставаме сирење. Најдобро е сирењето да биде старо. Старо сирење кое можеме да го измрвеме, да... Али овде какво сирење најдеме, не можеме да биде исто како во Македонија. Тука не можеме ни овчо сирење да најдеме, така да... Може кој не сака со овчо, може и со кравје. Може. Некој ставаат и урда. Кој како сака, али мора прво иде сирење во внатрешниот дел. Можеме и повеќе да ставиме сирење, нема да ни шкоди. Значи треба да биде полн тој внатрешни дел. Сега идеме со месото. Месото е со исте така едно до друго да биде полна со месо. Исто така. Колку отприлика месо треба за 3 пастрмање? Па, за 3 пастрмали едно 600 грама. Зависи и од величината. Све. Например, мојата најмалата ќеркичка, она па не сака месо толку. Овде малку, само да замирише тоа, не сака пуно месо. Додека другите едно поред друго, нема... Така да... Индивидуално. Да. Некој сака со баш чисто месо, некој сака малку и да има и мрсно. Така да се прави кој како сака. Исполнуваме желби. Да. Домаќинките имаат прилика да бидат креативни. Па, така останало од нашите баби. Така и они
правеле, угодувале на фамилијата, на децата, на мажот, на... Сега, пошто направивме тоа, можемо и малку и со пилешка. За оние кои сакат да јадат Да. пилешко месо? Тоа е А, чинето. Ово пилешко е ставено зејтин, масло за јадење, малку сол и ова паприка, пиперка црвена. Така да ево можеме и таква една да направиме. Исто така се става и ова. Па ќе видиме која ќе биде поубава. Најубаво од сето тоа е да ја чуваме традицијата. Нормално. И да ја пренесуваме и овдека на мнозинскиот народ, ама и највеќе на помладите. Па ќе видиме како ќе прифанат помладите. Помладите сега повеќе идат на некој киоск да купат нешто друго, а ова домашно нешто послабо се интересира да направат. А домашното секако е поздраво. Па нормално, па. Веројатно су такви генерации сега. Ја надам се дека ќе прифанат еден ден дека ова ние што го правиме дека е поздраво, поубаво за јадење, за... Надам се да прифанат и да се гордееме после и ние со нив, дека научиле нешто од нашето време. Ево готова е и ова. Сега пастрмелијата оде во фурна. Да, али прво иде... Битен момент. Да, ова е најбитно. Тука се става и преко месото иде и маст. Зошто се става маст? Па, ради миризбата и да буде меко, да буде вкусно. Тоа е најбитно. И кога се испече, онда е мекано и тестото, и вкусно, и све. А тоа е, ставаме домашна маст. Сега пастрмелија оде во фурна, колку долго се пече? Па треба 15-20 минути. Не треба повеќе. Доволно е да зацрвене и месото да се запече и после тоа иде и јајце преко тоа, се враќа во фурна и готово е со пастрмелијата. А на која температура се пече? По на 200, не треба ни на јака, ни баш толку слаба. На 200, тоа најнормалније, толку. Не треба повише и да се пече. А највкусната е она која се подготвува во шпоред на дрво. Да. Во Смедеревац. Ево. Тоа е пастрмалија. Од мојот роден крај. Не постои турист кој ќе помине низ Штипа да не го проба овој вкусен деликатес. Да одиш во Штип и да не пробаш од нивниот специјалитет исто како да не си бил. Особено се подготвува за време на зимските празници, односно во периодот кога нашите фрижидери се полни со месо. Во минатото пастрмелијата била свечен ручек и луѓето си дозволувале да ја направат само неколку пати во текот на годината, особено се подготвувала за некои специјални пригоди. Во најголем број од рестораните ширум Македонија на менито може да се сретне пастрмелијата. Постојат повеќе различни варијанти на подготовка со свинско или пилешко месо, со кашкавал или без, со јајце или без јајце и слично. Но оригиналниот рецепт на подготовка на пастрмелијата е со јагнешко или овчо солено сушено месо,
koje se нарекува пастрма. Во денешното време, поредко се подготвува традиционалниот рецепт со јагнешко месо. Во чест на пастрмелијата традиционално секоја година во Штип се организира манифестација која се вика Пастрмелијада. Пастрмелијада обично трае 4 дена, исполнети со забава и музика и секако локални угостители кои служат пастрмајлија. Настанот секоја година го посетуваат голем број домашни и страни туристи.